Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Додека Христијан Мицкоски молчи, јавноста очекува одговори за неговата улога во сомнителниот тендер од 136 милиони евра наменети за пречистителна станица во Скопје. Токму овој тендер беше причината за кавгата помеѓу градоначалничката на Скопје Данела Арсовска и директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Златко Перински, двајцата кадри на Мицкоски. Перински беше шеф на кабинетот на Мицкоски, а Арсовска негова кандидатка, кој тој лично ја промовираше пред локалните избори. Токму Арсовска во јавноста посочи дека Мицкоски имал повеќе информации за детали од тендерот, нешто што тој не би смеел да го знае, имплицирајќи негова директна вмешаност во тендерот. Затоа, надлежните институции мора да го расчистат овој случај, да ги земат во предвид сите аспекти и да се лоцираат одговорните. Некогашниот шпицен кандидат за премиер Мицкоски сега изигрува шпицен градоначалник за да се меша во тендери, за да има влијание и да остварува лични интересите на одредени бизнис групи. Тоа е уште еден доказ дека во ВМРО ДПМН нема никаква промена, дека Мицкоски е ист како и неговиот ментор и неговиот претходник Никола Груевски. За таквото неодговорно, нечесно однесување на Мицкоски, тој одново ќе биде казнет од граѓаните. Ви благодарам, повелете со прашање.